искрено, јас кога го видов прв пат соопштението, бев в чудо невиден, како не го влекоа нас во сето тоа. Значи, од самиот почеток на инцидентите кои се однесуваат на Даниела Арсовска и на Влен, левица никаде ја немаше во целата приказна. И прв ја спомна левица Бисер Ганиев, всушност. И сега кога сме веќе во приказната, ајде да бидеме во приказната. Јас сум пратеник од Чаир, цел живот сум Чаир. Чаир изгледа ужасно. Ајде да ги ставиме фактите на маса. Градското централно подрачје е засновано на две општини. Една е општина Центар, друга е Чаир. Тоа се двете единствени општини во Скопје кои немаат допир со рурална средина. Тие се потполно урбани средини. Значи Чаир ги има сите предиспозиции да биде фантастично место за живење како што секогаш биде. Има поврзано со истокот на градот, има поврзано со западот на градот, со северот на градот, со југот малце послабо затоа што имаме само едно грло на поминување, тоа е Чаирчан. Што имаат направено они? Значи јас цел животот кога живеам во Чаир, они владеат со Чаир. И што се има случајно со Чаир? Има девалвирано секој услов на живот. По паркови ни прават згради. Секој парк има добиено скоро една зграда. Кога ја реновираа Втора македонска бригада, 8 месеци траеше можеби година ден реновирањето на улицата и во истиот период успеа 2 згради да направат на таа улица пред да се реновира улица. Тоа се фактите со владењето на Чаир што нас не интересираат, затоа што по суштина јас како што ви кажувам, нас не интересира поширокиот контекст, затоа што во оваа ситуација не сме инволвирани. Сега кога се однесува на оваа ситуација, запрепастувачка. Знаете ли зашто е запрепастувачка? Затоа што ако ги одземеме Арсовска и Влен како поединечни контексти кои имаат нели свој некој агенс, дали е нормално владеачката гарнитура ваков наратив и вакви поенти да вади? Ова е во вакуум заканување и злоупотребување на власта за прикривање на нечии интерес. Значи ние можеме да видиме дека власта се однесува репресивно, пробува преку својата позиција на моќ да наметне наратив дека се дестабилизира нешто. Зарем тоа не е опасно, но се покажува дека властите имаат само една одбрана, тоа е одбраната од дестабилизација. Зошто? Затоа што овој народ е уморен и напатен. Нормално дека дестабилизација звучи запрепастувачки за нашиот народ кој не е никако заштитен, кој е оставен гол и бос и нормално на гол и бос народ, не ќе уште повеќе да изгуби. Но во суштината на сево е чист интерес, затоа што на крајот на денот нема левица проблем со 150 нелегализирани објекти воопшто. За левица тоа не постои како реалност во нашето политичко битисување. Како што ме праша претходно новинарот, што му одговори? Понудивме 6 пратеници за да донесеме некој закон. Тоа е нашиот делокруг на политичко битисување. Политика. Таму медиумите не наоѓаат всушност нас во изминатите 8-9 години во сферата на политиката и никогаш во сферата на криминалот. И кога се случува препукување помеѓу мафијашки структури, внесувањето на левица во целиот наратив е бесмислено. Мислам на сите им е тоа јасно, но е пак застрашувачки затоа што оваа влада користи авторитарни начини на владење и мислам дека оваа инстанца води длабоко кон делегитимирање затоа што ова искрено за сите скопјани делува страшно тоа што се случува.